Граѓанските барања за чист воздух и оваа зима ќе останат само барања. Ланските препораки важат и годинава. Министерот за здравство Венко Филипчи и доктор Драган Ѓорѓиев најавија и мерки како намалување на работното време, ако PM10 частичките надминат 200 микрограми. На нашите прашања, зошто повторно борбата за чист воздух се сведува на препораки и зошто не се решава проблемот, министерот нагласи дека имаат обврска да ги повторат препораките и призна дека решавањето на проблемот не е започнато. Што ќе преземете конкретно и нели мислите, извинете, дека е малку лицемерно истото да го повторуваме цело време без да правиме ништо во пракса? Благодарам за прашањето и свесни сме дека овој проблем што се провлекува многу години наназад, меѓутоа решавањето сепак не е започнато. Значи во овој момент кога директно се соочуваме со овој проблем, ние во функција на Министерство за здравство, Институт за јавно здравје, навистина не можеме да направиме ништо повеќе освен да излеземе со овакви мерки, совети до граѓаните и така натаму. Доктор Драган Ѓорѓиев од Институтот за јавно здравје се пофали со современа опрема и методологија за проценка на ризиците и за правење статистика на морталитетот, но за решавање на аерозагадувањето вели дека ништо не можат да направат. Нема други мерки, значи повторувањето на мерките е нешто што не само е обврска, него е потребно бидејќи секоја сезона ги носи за сега различните концентрации на аерозагадување. Воспоставена е и современа методологија за проценка на ризиците, која што редовно се доставува и до вас, и до Министерството за здравство, и на основа на што се анимираат овие алармни состојби и уопште оваков тип на контакти со јавноста. Друго од здравството немојте да очекувате. И владата се најде повикана, а портпаролот ги нагласи последните резултати како запленети 2 тона гуми, измена на начинот на грејење и дополнителните пари кои се вложени за овие мерки. Дополнам, бидејќи прашањето на некој начин беше упатено и до владата, првиот дел за мерките во моментов кои што се преземаат. Владата на Република Македонија како стратегиски приоритет прв пат во историјата на Република Македонија на сите влади го стави аерозагадувањето и борбата против аерозагадувањето. Парите кои што се определени не се на долг рок, туку се моментално. Докторот Ѓорѓиев им порача на граѓаните да се однесуваат дисциплинирано, но тие останаа без одговор дали институциите дисциплинирано ќе се изборат за чист воздух или дисциплина и понатаму ќе бараат само од оние кои имаат најмала моќ да ги направат промените.